Нов студен европски туж сега од Париз додека Артан Груби вели дека имало француски предлог за решавање на спорот меѓу Македонија и Бугарија. Францускиот претседател Емануел Макрон рече дека Западен Балкан ќе биде тема дури во јуни 2022 година, кога ќе се организира конференција посветена на овој регион. Западен Балкан не ни е соседство, овој регион е во срцето на Европа. Доволно е да се погледне картата на континентот и нашата историја. Економскиот и политичкиот ангажман на Балканот се дел од вистинскиот план за европскиот суверенитет. Не можеме да изградиме Европа на мирот во следните 50 години, ако го оставиме Западен Балкан во ситуација како што е денес. Официјална Софија го демантира Артан Груби, велат во дипломатските кругови нема никаков француски предлог за решение на спорот меѓу Македонија и Бугарија. Од Министерството за надворешни работи кај источниот сосед официјално соопштуваат дека немаат информации за било каков предлог од официјален Париз. Од бугарскиот премиер пак добивме порака дека тие не отстапуваат од своите барања и дека тие се услов за Македонија да добие датум за старт на преговори со Европската унија. Нема промена во бугарската позиција, нема нешто што бугарското општество не го знае. Дополнително и вчера на Министерскиот совет ја утврдивме позицијата на бугарската влада, која ќе биде представена на Советот за општи работи идната недела во Брисел. Бугарската позиција повеќе пати не само што е декларирана, туку и коментирана, таа е известна и јасна со така наречени 5+1 точки. Тоа е шемата по која може да продолжат разговорите. Сепак за првиот вице-премиер имало предлог од Франција за решавање на спорот меѓу Македонија и Бугарија, дури порача дека веќе сме имале датум кога ќе се одржи првата меѓувладина конференција. Има вистина дека има француска иницијатива за решавање на спорот меѓу Македонија и Бугарија, за да седнат на маса за да се надмина сите разлики на начин што наредните месеци на 2022 година напролет да се одржи првата меѓувладина конференција. Подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски, кој беше на работна посета во Париз, вели дека зборовите на првиот вице-премиер се само една обична лага. Првиот и основен проблем е дека тоа е неточно, а изјавата доаѓа од прв подпредседател на влада, од втор човек на владата. Второ, еве да претпоставиме дека е точно, прашањето е дали тоа ќе се случи утре или понеделник, затоа што до вторник има 2 работни дена. Ако се случи утре, веројатно ќе одат со владиниот авион што вежбаја денеска, нели изгубен беше, па го најдоја таму од Битола навака према Скопје. А ако е понеделник, веројатно ќе можат и со редовна линија да одат. Позицијата за Македонија уште потешка ја прави ставот на бугарските граѓани. Според анкета спроведена од Галуп, дури 71% од бугарите сметаат дека за Македонија да добие зелено светло за старт на преговорите, најпрво мора да го реши спорот со Бугарија.